3 градинки, 2 амбуланти, 20 возила за брза помош или 10 противпожарни возила. Ова може да се купи со 750.000 евра, колку што изнесува годишната бруто плата на првиот владин ешалон. По зголемувањето, пресметките покажуваат дека за нето плати плюс придонеси за 20 членови на владата ќе бидат исплатени речиси 47 милиони денари. Само за премиерот државата ќе плаќа речиси 47.000 евра годишно. Треба да се почитува со оглед на тоа дека одлуки на Уставен суд се конечни. Нешто помалку државни пари ќе бидат платени за човекот кој не знаеше колкава плата ќе добивал. Значи не е исплатена, не знам. Ако како ќе биде, знаете? Немам поем, ќе видам кој ќе стигне. За првиот полицаец ќе се плаќаат нешто помалку од 46.000 евра, кога на 750.000 евра за првите луѓе во владата ќе се додадат и годишните плати на собранискиот спикер и македонскиот председател. Сумата надминува и 850.000 евра. За Талат Джафери и Стево Пендаровски ќе се одлеат речиси 50.000 евра годишно. По ново 165.000, по старо 93.000. Тоа го објавија сите медиуми. Целосната сума што ќе се исплати од парите на граѓаните на сметка плати за избрани и именувани функционери е многу поголема, со оглед на тоа што нивниот број е меѓу 500 и 600. Тука се и претениците, директорите на јавните претпријатија, советниците во општините, суди, јавни обвинители, сите кои се опфатени со оваа одлука на Уставен.